Поранешниот премиер Зоран Заев, кој последниве години дели време меѓу Струмица и Дубај, повторно се појави на политичката сцена, но на локално ниво, во родниот град, со надеж дека ќе го спаси кандидатот на СДСМ за градоначалник Маријан Даскаловски. Но присуството на Заева малата и полупразна сала само дополнително ги покажа поделбите и незадоволството кои владеат во локалниот огранок на партијата. Настанот кој официјално беше представен како коктел дружење ги свели на површина старите ликови и истите истрошени говори и реторика. Меѓу присутните беа Цветанка Иванова, Јована Тренчевска, Кирил Парталов, Зоран Китанов, Стојан Динев, како и повеќе поранешни директори, советници и пратеници. Но немаше млади и нови лица. Партијата како да ја губи врската со гласачите, особено со новите генерации. Зад насмивките и ракувањата, извори од локалниот огранок предупредуваат на сериозно внатрешно незадоволство. Актуелниот градоначалник Костадин Костадинов, кој очекуваше нова кандидатура, е разочаран што раководството на партијата го прескокна во последен момент и наместо него се одлучи за Маријан Даскаловски. Тензиите станаа јавни по објавата на Костадинов на социјалните мрежи, со која директно му реплицираше на Даскаловски по неговото појавување на телевизиска дебата. Чувствувам должност да се обратам не како против кандидат, туку како човек што сака да го сочува достоинството на СДСМ и да спречам чувство на срам кај секој струмишанец и струмичанка што ја следеше оваа дебата. Кандидатот тврдеше дека тој ме створил, не почитувани. Мене ме создадува моите родители. Апелирам на достоинство, мир и вистина. Секој се создава преку делата, а не преку функцијата, напиша Костадинов на социјалните мрежи. Струмичките социјалдемократи признаваа дека кампањата повеќе личи на борба меѓу фракции отколку на заеднички настап со боделби, тивки бојкоти и лутење во редовите на некогаш најсилната организација на СДСМ во државата. Фракциите на Костадинов и локалните медиуми во кои има влијание дури јавно почнаа да му даваат поддршка напротив кандидатот од ВМРО-ДПМН Петар Јанков. Со ова поделбите во СДСМ Струмица, која некогаш беше пример на партиска дисциплина, уште повеќе се продлабочуваат и делуваат како фактор на обединување за гласање против Заев и неговиот кандидат Даскаловски. Дел од причините за ваквата фрустрација лежат во нереализираните ветувања на партијата, иако СДСМ со години најавува европска Струмица со булевари, паркови, спортски центри и индустријски зони. Голем дел од проектите никогаш не беа реализирани. Не се реализирани ниту проектите за вештачка карпа, адреналински парк и коглана, ниту ревитализацијата на спортските објекти и игралишта. Во програмата беа предвидени нов плоштад Благо Јанков Мучето со мала фонтана, нови зелени површини и формирање јавно предпријатие за стопанисување со спортски објекти. Од најавените инвестиции во индустриските зони, повеќето се уште немаат инфраструктура, а проектите за канализациони системи и патишта низ селата останаа само на хартија. Нереализирани остана и ветувањето од периодот кога Заев ја водеше Струмица од 2005 до 2016 година. Јасно е дека долгогодишните неуспеси создадоа клима на разочарување и недоверба меѓу гласачите. Маријан Даскаловски, новото лице, а всушност е човек со децении политичко минато, поранешен пратеник, председател на Општинскиот совет, долгогодишен дел од партиските структури, а сега се промовира како свежа надеж. Појавувањето на Заев наместо да помогне, повеќе ја поттикнува поделбата, апатијата и недовербата. Струмица се претвора во град заробен во нереализирани ветувања и внатрешни фракциски конфликти, а од локалниот огранок на партијата остана само сенка од некогаш силниот пример за партиска дисциплина и обединетост.